Од пласманот на Европското првенство до победата над Германија и албумот со сликички на Панини во кој првпат се и македонските фудбалери, селекторот Игор Ангеловски го живее својот сон. Токму тој е овој петок, точно во 15:30, наш лидер на неделата. Веројатно треба сите заедно, тие заедно со репрезентативците да бидат лидери на минатата, па и на оваа 2021 година. Добар ден, добро ни дојдовте. Добар ден, добро ја најдов. Поздрав до вас и до сите оние што не слушаат. Ке почнеме со на 30 години, сите сонувавме. Ама мислам, вас како лидер и на сите други лидери таму им успеа да го оценуваат сонот. Па сега тоа е еден голем период од нашата независност, како држава сите сонувавме да видиме македонската фудбалска репрезентација на едно европско или светско надпреварување. И еве ние сме среќни што успеавме тој сон да го претвориме во јаве и за месец дена нешто повеќе Македонија ќе го има тој историски настап на европско првенство. Така. Изгледате вака за многу мирен човек, нели? Кога ве гледа човек покрај на аутлинијата, не сте некој кој што премногу се возбудува, освен што нели скокавте и риповте кога освоивме, нели бевме више на европско. Секако и победата со Германија за која ќе зборуваме. Тоа се должи на она, пошто нели се подготвував за овој интервју, па видов дека вашиот татко бил воено лице, или можеби на карактерните црти ваши како човек, дека сте мирен, смирен, или во едно пак интервју велите кога си селектор треба да си смирен, треба да си. Па добро, тоа се ова склоп што наброивте. Големо влијание на моето воспитување имаше мојот татко, и бидејќи он беше војно лице, но не она војничка строга дисциплина, него едноставно работите ги решаваше со еден разговор, со еден пристап кој остана еве ден денес, и сите негови пријатели велат дека карактерни особини имам на него. И можеби тоа еве ми помогна во функцијата која сега ја обавам. И од друга страна сакам и пред фудбалерите да нема потреба од нервози, од паника, затоа што сепак вие сте начело на фудбалската репрезентација и онака како се однесувате и фудбалерите, таа смиреност мислам дека ја гледаат и таа самодоверба која и јас ја имам, ја пренесувам на нив. И мислам дека така добро функционираме како тим. Повеќе од 5 години, така? Повеќе од 5 години. Повеќе од 5 години. Што е она што може да им се каже од аутлинијата таму кај што смеете да седите во вашиот дел? Може да ве слушнат, сега без гледачи можеби и повеќе ве слушаат. Да, сега без гледачи е полесна комуникацијата, но сакаме да има гледачи, фудбал се игра за гледачи, чувството пред гледачи да играше неописиво. Посебно после овие успеси што ги направивме, можам само да замислам каква ќе беше еуфоријата на стадионите со нашите навивачи, но кога веќе сме кај комуникацијата, тоа се некои работи што во анализата, во тренинзите, што се однапред направени, па или противникот сакаме да го изненадиме, нешто да промениме, или имаме некој проблем во функционирањето и да обрнеме внимание на тој сегмент или на тој дел од поставеноста на одредени играчи или како цела екипа, и тоа се Сигурно сум се прашувала како тоа се 3-2 играте сега вака, што викате, што сте викањава? Па тоа се викањата, односно кажав корекции, значи на самата игра, кои ако воочиме некој проблем или ни направат некој проблем, да направиме некое поместување или да ја смениме формацијата ако треба, или дел од играчите да останеме со иста формација, да промениме ако имаме некој проблем, мислиме дека друг играч може да одговори на таа позиција, или ако воочиме некои воиграни варијанти противникот да ги прави, да дадеме насоки каде да застанеме за да ги спречиме тие. Да, ви реков да донесете еден, како велите, од трите албуми кои што мора да ги има дома, заради тоа што се 3 деца, па секој од нив мора да собира. Вие не собирате за себе уште еден? Па јас го собрав 2015, така да овие играчи ги собрав тогаш и Ајде ќе почнам од наназад. Сте рекла нели кога ве прашуваат дали некогаш се собирал албум со сликички, да, велите секогаш, и одевте да се менувате пред Да, кај Фонтана. Како изгледаше тоа некогаш? Може ли да ни опишете како изгледаше, како со кого се менувавте? Со сите другарчиња од мало, нели, во парк, каде што вообичаено се менуваат.
списокот на дупликатите со себе, списокот на оние кои ви фалат. Да, што ви фалат. Нели, дупликатите со себе и му пристапуваш на некое детенце, дали може да се менуваме секако и на кого му фалат, ако од моите, нели. Тоа е практика и до ден денес, така да. Која ви е омилена репрезентација? Сега нели освен нашава, сада не зборуваме за така низ годиниве. Низ годините секако дека најмногу сум навивал за италијанската репрезентација, така да ми оставале. Зошто за нив? Има ли нешто што ви се зошто за нив? Затоа што секогаш игра на резултат. Можеби не пленеа со некоја фудбалска убавина, но знае како да стигнат до самото финале и да освојат, нели, да бидат светски шампиони. И така има некои италијаните некој шарм што ги краси, симпатични, знаат да бидат, нели, во прославата и во нивниот изглед на репрезентативците, на стручниот штаб, на се она што ги. Ја не сакам само еден од италијанците, оној кој што се внесе со некој коментар на Зидан, на неговата последна, нели, опроштаена утакмица. Матераци, кој што, нели, со некои негови изјави го натера да збесне човекот кој што веројатно беше најмирниот фудбалер. Добро, тоа се моменти на провокација. Така, искористуваат се што можеш, така, нели, сега некој играат користат секој дозволено и недозволено. Ете, Матераци успеа да го извади од вие, како што кажавте, најмирниот. И сега јас не го оправдувам тоа, меѓутоа целта ги исполнува средствата. Зидан доби црвен картон, а Италија стана европски шампион. Точно така. И веројатно немаше да биде така. Веројатно немаше да биде така, ако не се случише тој. Ете, и жените знаат, господин Ангеловски, нешто за фудбал. Колку често ви се случува сега, кога се случи европското, кога се случи па Германија, за која што ќе зборуваме, нели? И победата над една најголема Германија, да ве застанат луѓето да побараат да се сликаат со вас, да ве прашаат нешто. Па и после пласманот на европско првенство и после победата над Германија, да, луѓето сакаат да придат, да се сликаат, да честитаат и нормално мене тоа ми годи затоа што гледам колку се среќни, а причината за таа среќа сме ние, фудбалската репрезентација на Македонија. И во овие тешки моменти успеавме и со пласманот на европско првенство и со победата на Германија барем за кратко што се вели да ги израдуваме, но гледам дека ковид кризава бевте нешто на кое што најмногу се радував. Но гледам дека таа еуфорија се уште трае, кога ќе ме сретнат, кога ќе прашуваат, нели, посакуваат среќа, честитаат, со нетрпение очекуваат европското првенство, дали ќе има публика, нема да има, спремни сме да дојдеме. Има ли публика, знаете ли нешто? Да, веќе официјално мислам дека 30% во нашата група е дозволено. Во зависност од ситуацијата можно е до 50% од капацитетите на стадионите, но 30% Букуреш веќе гарантираше и Амстердам дека 30% за двете репрезентации, односно за двете од целиот капацитет. Сега кога би мислам дека е околу 60-50 и нешто илјади гледачи, тоа би дошло околу 15 до 18 илјади гледачи. Тоа би се делеле на двете репрезентации кои што ќе играат. Бел има УЕФА за нивните официјални спонзори и официјалните лица на направите. Добро, значи супер, да тргнеме ние сите. Супер, ние со нетрпение ве очекуваме и еве сега оваа можност да ја искористам, бидејќи знам дека нели во денешно време е тешко и за екзистенција и за нели купување на влезници и сето тоа представува трошок и една голема благодарност до оние што ќе дојдат да не бодрат во Букурешт и ете што ќе одвојат делот од својот семеен буџет да бидат со нас, а ние можеме да ветиме дека ќе го дадеме максимумот и дека повторно сите заедно ќе се радуваме на успеси на македонската фудбалска. Знаете што прочитав? Веројатно сте го прочитале на статуси денеска, го споделив и со нашите слушатели. Вели нели важно соопштение, не знав, го сгрешив нели во купувањето, датумот е 17.6 кога игра македонската репрезентација, нели, а јас на тој ден сум закажал венчавка. Вели ве молам дали може да ми излезете во присред, местото на случување е Свети Архангел Михаел, а сопругата се вика Тања. Тој не ја менува влезницата, нели? Ќе оди да одри македонската репрезентација, туку Тања никој да се венча со Тања на Свети Архангел Михаел. Веројатно ќе ни се случуваат и такви работи. Некој што закажал венчавка ќе презакажува венчавка. Да, па на почетокот на разговорот кажавте 30 години сите нели фанови навијачи со нетрпение го очекуваат тој момент и мислам дека многу од нив нема да го пропуштат моментот и можноста да бидат со фудбалската репрезентација на еден ваков настан.
Така, го споминавме албумот, ова беше тој албум кој што ни го донесовте овој на Лука, за кој што ве фатија ве уловија, нели, како да кажам, нашите колеги фоторепортери, каде што чекате во ред, иако никој ви рекол дека можете преку ред да купите албум? Да, ова е еден од трите. За кој што чекавте ред? Да, чекав ред нормално, бидејќи јас сум граѓанин како секој во Македонија и го почитувам времето на секој, без разлика што редот беше поприлично долг, да се застанав на редот, ми беше понудено да влезам преку ред, меѓутоа тоа го категорички го одбив, затоа што во редот имаше еден родител со малецко бебенце на себе и луѓе кои и во години, но без разлика, секој си има, нели, времето е драгоцено и на секој треба да му го почитуваме. И редот треба да се почитува. Така да... Докаде е албумот на Лука? Па еве може да видите Македонија веќе Македонија. Ма вие преку врски овие ги собравте или вистински? Вистински, ова е што е паднато и нормално со менување, со нели другарчињата, со сега и сестрите бидејќи собираат, они прво меѓу себе тоа оди. Добро. Нели дупликатите кои на кое фали, после со другарчињата или во парк тука пред зграда или во школски, они како што викаат. Да, и ви имаме веќе први поздрави, ве поздравуваат луѓето. Секако поздрав до нив. И сега само да најдам нешто кое што сакам да ни го искоментирате. Го најдов на социјалните медиуми. И тоа било едно ваше интервју за австралиско радио. Веројатно се сеќавате, но мене ми е интересна изјавата на еден голем човек, голем стратег, наш фудбалски, се сеќаваат оние кои што подолго паметат или подолго живеат во Македонија. Неговото име е Андон Дончевски. Тоа е човекот, како велат овде, ги удри темелите на македонската репрезентација. Првиот селектор на Македонија. Да. 3 и кусур минути вели го фалеше во оваа објава и сега што ви рекол, би сакала да ве потсетам што ви рекол. Вели не израдува сите Весинко, направи една силна репрезентација, ги сплоти сите, имаш големи поздрави од Чичко Дончо. Јас стално те храбрев бидејќи верува во тебе и во твоите способности. Ова искуство што го собра понатаму многу ќе користи и за тебе и за нашата репрезентација. Не надмина сите затоа што ги сплоти сите играчи, вели, и сите играат како еден. Најголема заслуга имаш ти, Игоре. И сега ќе му се заблагодарам, но Чичко Донче е човекот кој од првиот ден ми посака среќа, пред секој надпревар ми се уваше да ми посака среќа, ми честиташе за победите, секој успех и навистина веруваше во мене и кога првиот селектор на Македонија ќе ви даде таква поддршка, нормално и останатите, сега да не ги заборавам, меѓутоа Чичко Донче тоа го правеше секој надпревар во секоја можност, кога се празници, кога се моменти да си честитаме меѓу себе и му благодарам за секој збор што го искаже и знам само и он колку се радува на овој успех. Да, вели, не надмина сите затоа што ги сплоти сите играчи и сите играат како еден. Дали е ова тоа што во неколку зборови може да се каже круната на нашиот успех? Ние дојдовме до успехот или едноставно се создаваа играчи кои што играат во добри тимови, ги видоа нивните квалитети, можеа да играат, можеа да се, како да речам, да го покажуваат својот фудбалски талент, па ги собравме на едно место, вам би се посреќи да ја создадете таа репрезентација. Па мислам дека после пласманот на Европско првенство и после победата со Германија, најголема придобивка од сето тоа е буквално изразена во тие зборови на Чичко Дончо. И покажавме ние сме еден така убав пример за како треба сите да живееме во Македонија и кога сме сложни, каде што има слога, тогаш има и сила, тогаш има и убавина и тогаш има се она што се случува во репрезентацијата, затоа што тоа се работи што не можете да ги одглумите, не можете вие да им кажете на фудбалерите сега ајде радувате се, сега смеете се, сега сакајте се, сега тоа е, значи се прави кога ќе се вклопат тие карактери во еден, кога ќе се види таа искреност, кога меѓу нив ќе се развие еден таков однос кој буквално они со душа го чекаат секој следен собир за да бидат заедно и сето тоа го гледате вие како јавност, онаа радост после гол, она што се прави во репрезентацијата. Пак ќе кажам, тоа е само еден убав пример кој многу во нашата земја треба да го применува. Така. И дојде тој 31 март оваа година.
за вас не е баш убав датум до тогаш, заради тоа што вие на тој датум го изгубивте својот татко. И тргнавте, оставивте овде жена која што се бореше со големи проблеми околу ковидот. Како кажавте во првото интервју кое што го направи веројатно Курир, ако не се лажам, српски Курир, нели сте рекле што да правам освен да се расплачам тука, заради тоа што ова е денот кој што ќе го паметев цел живот полошо. Денеска сум овде горд и можам само да се расплачам од среќа. Па добро, тоа знаете кога професионално извршувате една функција, тогаш треба нели максимално да останете сконцентрирани. Од друга страна, нели, кога со некого сте емотивно поврзан, јас со супругата сме 26 години од 95 од 95 година и навистина таа е мојата најголема поддршка и поминавме се низ животот и пред собирот со тоа беа 3 надпревари Романија, Лихтенштејн и Германија, она беше хоспитализирана со тешки симптоми, навистина во критична ситуација. И сега, нели, со мислите мора да бидете тука. И таму, и кај децата и... Нели, децата исто така, за нив е тоа шок, бидејќи, нели, мајката во болница, таткото не е дома и сега мораш и да со нив да комуницира среќа, нели, денешната технологија може да разговарате на Viber. Така. А од друга страна треба и да ја предводиш репрезентацијата и да ја спремиш за најдобро нешто што може. И да, на тој датум 31 татко ми почина 98 година. И за мене стално тажен датум бидејќи нели остануваш без еден родител. Но ете, Господ сакаше на тој датум да ја победиме Германија и се надевам дека ете татко ми негде нели ние веруваме негде горе се радува на се ова. Да, заедно со вас. За среќа супругата е сега подобро. Сега е добра, тоа ќе ми беше следното прашање. И еве закрепнува од тие тешки симптоми, но ситуацијата оди на подобро и е благодарност и до целиот медицински персонал кој не само за нејзе се грижи за сите други. И кој навистина е на главен удар што се вели и се надевам дека многу брзо ќе успееме да надминеме се. Да ја надминеме се. Да. Знам дека како селектор нели секогаш ќе кажете да размислувам дека можебе ќе го дадеме најдоброто. Така, тоа го рековте и пред Германија, Македонија, да се договориме, во Германија бевме, не игравме во Македонија. Ама потајно. Очекувавте ли барем во милиметар, која е најмалата единица, не знам, фремов, да не знам како после, што ќе посакаш посакување, нели нормално е, човечки е секако. Фудбалски, човечки и спортски е да се надеваш и да се спремаш дека можеш да го направиш невозможно. Горан го кажа тоа, Пандев на пресконференцијата, дека чуда во фудбалот се случуваат и треба само да веруваш и да нели да направиш се за да го оствариш тоа чудо. Јас уште првиот ден кога дојдов за селектор, тој им кажав на фудбалерите, може би ќе ви звучи чудно, може ќе звучи нескромно, може не знам, може налудничаво малце. Но јас и кога ќе играме против Шпанија и против Италија тогаш беа и кога ќе играме против Германија, јас ќе ве спремам да излеземе на терен да го победиме противникот. Да направиме се што е во рамките на нашите можности и да го дадеме максимумот со една цел да го победиме. Нормално ако успееме ќе се радуваме, ако не успееме ќе видиме каде сме погрешиле. Германскиот состав... Што им кажавте пред да излезат на терен? Германскиот состав е навистина застрашувачки. Така. И навистина 20 години нема пораз на домашна, 4-кратен светски, 3-кратен европски шампион. Јас кажав дека Германија не само против во нашиот надпревар, Германија е фаворит за освојување и на европско и на светско првенство. Еден од најдобрите, од најсериозните 3 кандидати секогаш биле со Бразил, Аргентина, Франција, од европските Шпанија. И јас само им реков на фудбалерите, ова е моментот, ова е надпреварот кога го играме против Германија и тука треба да биде нашето најдобро издание, затоа што 30 години не сме играле против Германија, сега играме против Германија. Добро. И сега можеме да останеме, односно вие како фудбалери да останете запамтени како оние што сте победиле Германија. Самиот развој на настаните на надпреварот се повеќе и повеќе ни даваше за право, затоа што навистина делувавме компактно, хомогено, се справувавме со противникот. Имаше на почетокот Германија две нели шанси, една пречка, но и ние имавме на спротивната страна
И веќе видовме дека можеме да се носиме. Дека можеме да газиме. Да, и веќе и поведовме на крајот на прво полувреме. Така. И веќе на полувремето им реков, дечки, ги имаме. Ги имаме, така им реков. Ги имаме, печени се, викам, да ги добиеме, викам. Добре. Само треба да продолжиме, викам, не смееме да се повлечеме, да им даеме иницијатива, да пробаме да даеме втор гол и да ја завршиме утакмицата. Така да, имаше пенал, сомнително досуден, чист пенал за нас не досуди. Повторно нападнавме и дадовме гол, така да тоа не е случајно. Значи, знаете ли како ги гледавме сите последните неколку минути кога знам ја сега, да. Имам сега памтам како би било, не знам, ама ние дома бевме во делириум. Ја бидејќи живеам во зграда и сега има и повозрасни комшики што се вика леле синко, вика како се тресевме и како навивавме. Баш се тресевме. Да. Добро, што мислите? Знам дека не е хумано, не е човечки, нели да кажуваш како селектор од вашата позиција да кажуваш за и околу судењето. Ама нели секој има право да си кажа. Личеше дека малку е навивачки судењето. Видете, сите одлуки да ги носите на штета на нас, да бидат во корист на Германија, тогаш навистина за мене беше подценувачки. Ја изреагирав веќе кога ми соопштија од клупата горе, бидејќи имаме нели аналитичар кој ја гледа дека е тоа чист пенал, и јас веќе и бурно изреагирав затоа што тука беше еден редослед на одлуки против нас. Самиот пенал на Сане, значи има минимален контакт кој може да се случи, но може да биде и окарактеризиран како глума. Доколку биде карактеризиран како глума, играчот има еден жолт картон, треба да му се додели втор, тоа е автоматски црвен картон. Фаули ситуација што беа измеѓу све во корист на Германија и на крај класичен пенал него суди каде што раката нели одвоена од телото, топката оди према гол и него суди на 1-1 резултат. И веќе на четвртиот судија и на помошниот изреагирав и добив и жолт картон, но не жалам за затоа што морав еден вид на притисок да направите на судијата, едноставно да кажете дека веќе е доста, без разлика што они се Германија, ние сме Македонија, покажете малце респект и судете правично, ако а имаме потврда дека е. И сигурно викам и вие имате, само што нема вар и не може тоа да го потврдат. Како ви рекла комшиката? Едвај дишавме, како? Не, вика леле, вика многу се тресевме. Многу се тресевме, да. Се шегувам јас, нели, кога се собрготили со другари, пријатели наши, кога сме гледале, нели, во оние пред ковид времења, и секогаш сме велеле што да пиеме нешто или да имаме диазепам заедно со нас, нели, да не ни треба. Ова беше последните 3 минути за диазепам. Па добро беше затоа што навистина влогот беше голем, значи не само тоа, него ти игра заедно со судијата. И они со судијата, а и од друга страна навистина игравме добро и жалосно ќе беше на една таква игра против и таков противник и нели оштетени од судијата да достаневме со празни раце. Така да ги награди целиот македонски народ кој верувам како стрепел пред малите екрани, колку само се израдувал после победата. Така. Пред европското, Пандев е оној кој што веројатно го даде најголемиот импут, да речам, кај сите соиграчи свој, велике она нели познати изјава која што неколку пати ја кажувате, нели да играме како еден, веројатно ова ќе ми биде последниот надпревар кој што ќе го играм за македонската репрезентација и веројатно е тоа нешто што те покрива како човек, како што знам, како македонец, како што сакаш, не знам, како фудбалер, како се да го дадеш максимумот на терен. Па сега јас мојот прв работен ден како селектор го поминав во Дженова. Да. И на разговор со Горан и од денешен аспект сум среќен што тој разговор заврши успешно, позитивно, затоа што Горан премногу си ја сака Македонија, а и му благодарам што прифати да се врати повторно во репрезентацијата, а од тој ден налака се е историја до оној што кажувате вие негов говор пред надпреварот со Грузија, кога навистина емотивно се обрати, ретко тоа го прави пред сам надпревар, кога рече дека дечки, нели, запознав одлични фудбалери, пред се луѓе, вие сте како мојата фамилија, но нели, можеби ова ќе биде мојот последен надпревар, сигурно мислејќи дека ако не го добиеме и ако не се пласираме на европско првенство, што нели логиката го кажуваше тоа,
но соблекувалната му одговори нема да дозволиме Да биде во твојот последен, па така е уште игра и така е, да. Сега ме прашам, ако тогаш го рече тоа, што рече пред надпреварот со Германија? Кажа нешто Горан Пандев? Па кажа на пресот, доволно кажа дека треба на пресот, да не, кажа дека во соблекувалната па во соблекувалната исто, значи он со јас исто така употребив некои компарации, викам имаме бидејќи Тер Штеген бранеше, викам имаме фудбалер кој во прошлото првенство Енис Барди, викам му даде 2 гола, викам Леванте Барселона. Имаме, викам, фудбалер кој на Бајер Минхен без никаков проблем им дал голови, тој е Горан Пандев. Имаме Стефан Ристовски Адеми кој Тотенхем го изфрлија пред 7 дена. Имаме еден диамант како Елиф Елмас кој едноставно и самиот не е свесен колку е квалитетен и да не ги набројам сега. Стефан Ристовски кажа Фалиовски кој игра во Лиц, каде што истиот тој Алиовски игра против Вернер, против Гундоган, еве го победи Сити, каде што е Гундоган член од Германија. Така да се трудев што повеќе да им ја влеам, таа само доверба дека вредат, дека вредат и еве среќен сум што тоа го демонстрира и Горан цело време, нели, со својата харизма, со својата големина им кажува дека можат да веруваат, дека ете како јас кога можев да освојам европски шампиони, дека фудбалот е едноставно, дека имаат квалитет и со таков пристап влегуваме во надпреварите, а не со само подценувачки или некој леле сега играме против Германија, ај да сме задоволни да сме задоволни што помалце голови да примеме. Да. Јас и тоа ги прашував и нашите слушатели преска дали некој очекуваше дека можеме Германија да ја победиме. Нели сите ми велеа, сите бивме срикни ако заврши 0-0, значи тоа беше она најголемиот, најоптимистичката варијанта на можноста, на нашата можност. Јас сум среќен што ја победивме Германија, меѓутоа што ја победивме со таква игра. Значи ние во сите оние фудбалски сегменти, освен поседот на топката, значи ние имавме подобра статистика. Да. Значи повеќе удари во рамки на гол. Ние имавме 3 удари, они имаат 2 удари во рамки на гол. Повеќе корнери, значи се одеше во наш прилог, освен последна топката на Морињо вика на кого му е гајле за последот кога ќе го добиеш на преварата. Знам, тоа ќе беше едно од прашањата. Ајде сега тогаш јас не го сакам многу Жозе Морињо, ама добро тоа е. Нели женски некој да бијат и не го сакам заради неговата арогантност. Мене ми е премногу арогантен. Но зошто го сакате најмногу? Зошто велите дека е тој некаков не најмногу, него не е некој на кој што му се восхитува? Видите се восхитувам на него затоа што навистина како тренер направи резултати со клубови кои значи Порто е голем клуб. Меѓутоа кога ќе го компарирате со Реал Мадрид, со Барселона, не е голем со Бајер Мюнхен, не. Он успеа со Порто да ја освои и Лига Европа и Лига Шампиони за 2 години. Интер од Милан, мислам дека не знам 30 години немаше европска титула и не знам колку домашно првенство. Жозе Морињо за една година ги освои сите, и европска, и светска, и домашно, и куп, мислам дека се што можеше да се освои. Значи, за еден тренер говорат резултатите. Значи, тука се можете да негирате, да опонирате, меѓутоа резултатот не можете да му го спорите. Да, во последниве години можеби не бележи резултати затоа што исто така се појавија квалитетни тренери. Гвардиола, Клоп, Конте, значи Гвардиола е мојот избор. Секој со својот вкус. Така. Меѓутоа еве го и Гвардиола со Манчестер Сити, со без лимит буџет, тек сега после 4 години почнува во Лига Шампиони дојде до полуфинали. Така да тоа е нели индивидуално. Да. Нормално Гвардиола освоил со Барселона трофеј, со Бајер Мюнхен освоил, но европски трофеј сега со Сити се уште нема освоен. Да. Одиме со малку стандардни прашања, пошто нели во лидер на неделата правиме нели такви компарации или муабети за тоа. Што мислите, лидер се раѓа или лидер се создава? Па мислам дека се раѓа. Се раѓаат луѓето со некакви предиспозиции. Мислам дека се раѓаат со предиспозиции, тоа го носат во себе и секој сака да се наметне како лидер, меѓутоа лидер не можеш да кажеш јас сум лидер. Значи лидер треба да те направат средината во која работиш. Ти само со својот однос да ги добиеш симпатиите од оние што работиш, за да го добиеш тој епитет дека си лидер во средината. Еве на пример Горан Пандев. Горан Пандев не доаѓа и вика јас сум лидер. Така. Горан Пандев, ние сите кажуваме дека он е најголем лидер на македонската репрезентација, затоа што со својот однос, со начинот на кој се однесува, начинот на кој тренира, се залага, се однесува,
Така е се станува лидер. Неприметно, не наметливо, меѓутоа нели секој збор на место, она што ќе го кажа ставно, имаме една изрека што ја кажам, кога Горан зборува за фудбал, значи сите останати треба да молчат. Да, сте го кажале тоа, да. Зошто толку го почитувате? Заради неговиот однос годинива, тоа е за тоа е мислите оно или се е вклопено во една личност, значи прво неговите фудбалски остварувања. Освои европска титула, светска титула, 5 италијански купа, Скудето, 98 гола има во серија А. 100 и не знам колку настапи за репрезентација, 38 гола за репрезентација, еве сега и пласман на европско првенство. Значи тоа се референци кои ги нема никој друг во Македонија. И сега ако на запад еден Бекенбауер што со исти такви референци, кога ќе зборува за фудбалот и сите климаат со глава и тоа го нели го аминуваат што се вели, ние мораме истото така да одадеме таква почит на една величина што имаме. Мислите во македонскиот фудбал, откако сме самостојна и пред тоа кога сме биле во рамките на Југославија, Горан Пандев е најдобриот наш? За мене нека ми извинат останатите, Горан Пандев е најголемото фудбалско име во македонската историја. Македонија имала фудбалери, да не ги забораваме, Најдовски, Панчев, кои освојувале европски титули, меѓутоа Горан Пандев е убедливо затоа што целата таа кариера ја заокружи со пласман на европско првенство на својата држава. Да. И сега не ми кажавте, тоа нели секогаш треба да го кажеме, ние ќе го дадеме максимумот кога ќе одиме сега на европско. Односно вие ќе го дадете максимумот кога ќе одите на европско. Тоа ќе го кажат истите репрезентативци. Еве сега. Кои се очекувањата всушност? Па јас очекувањата, јас сум малце и храбар и во изјавите, така да и кога дојдов на оваа позиција изјавив дека целта е да се пласираме на европско првенство. И тогаш ја остваривте првата. Да, ова со Германија не ви беше во силите, ама многумина се чудеа нели на тоа, бидејќи тогаш бевме 160 и не знам кое место таму на FIFA ранглиста. Два квалификацијски циклуса ги завршивме на предпоследно и последно место. И малку кој во тоа време веруваше, на мојот прв натпревар со Црна Гора имаше 80 гледачи на градски. Сега ние така си го викаме арената Тоше Проески. Така. И ја пред надпреварот, нели кога ме промовира за селектор, кажав дека целта ми е да не бидам само еден од многу темина што поминале на редот, него целта ми е Македонија да се пласира на европско првенство. И дека ќе направиме екипа која ќе биде спојна младост и на искуство и која долги години ќе може да игра заедно. Тоа што го најавив, среќен сум што се оствари. Веднаш штом се пласиравме, јас ја поставив целта, а тоа е да минеме групата. Да одиме во елиминацијска фаза, која исто така малку ми наверуваат, бидејќи ја ги слушам коментарите сега. Што за коментарите да се представиме во добро светло, да одиме таму да одиграме добар фудбал. Не, за мене таа девиза не важи. За мене важи да одиме да направиме добар резултат. А тоа е да ја поминеме групата без разлика што сите се квалитетни репрезентации. Со кого играме први? Играме со Австрија на 13, Украина на 17 и Ке типуваме? На 21 со Холандија. Како? Па не би сакал да типувам, само би сакал да ја остварам целта оваа. Значи ние да ја поминеме оваа група, да ја поминеме групата елиминацијска, затоа што и има 6 групи, а 4 најдобро исто така трето пласирани одат во таа елиминацијска фаза, така да треба минимум да завршиме трети за да и да бидеме подобри од останати две репрезентации во другите групи, но тоа се математики. Јас мислам дека овие момци можат да го остварат тоа и затоа ја поставив како целта. Супер. Како изреагиравте кога откако се пласиравте на европско, дојдоа муабети дека нема повеќе да бидете селектор? На сите ли кои ќе направат никаков успех им се случува тоа, дека кога ќе го остварат тој успех им се случува дека не треба да ја водат више. Во која и да е, нели, тоа им се случувало и на други и вам ви се случи. Па едноставно не изреагирав никако. Јас мојата работа ја завршив, оставив на оние на кои сум ги испорачал тие резултати да покажат дали го ценат тоа или не го ценат и ги оставав да видам до каде ќе им оди, што се вели, чергата? Па паметот. Посакувањата, желбите. Да. До каде ќе им оди паметот и во тој момент навистина добив една огромна поддршка од целата македонска јавност, зашто најголема од Горан Пандев, веројатно. Да, и од Горан Пандев и играчите кои ги водам. И тоа не се купува со пари, тоа нема цена и кога оние со кои работите ве ценат, оние кои
знаеме во Македонија 2 милиони селектори дека имаме, ќе ви израза таа поддршка. Така е. Тогаш тоа не се И уште некој од тие 2 милиони кои што се надвор или? Да, тоа не се купува со пари, само покажа за нивната компетенција и нели начин на кој ги Добивте водат многу позициите. непријатели во овој период од како се... Не, добив многу пријатели. Многу Добив пријатели. Многу Не, зборувам пријатели. од тој дел. Како е можно секогаш да сме поделени некаде? Како е можно за една работа да не посакаме да турка тој што освоил нешто да продолжи натаму? Па тоа Што треба ми се случува? да ги прашате. Не, искрено ве прашувам, како човек ве прашувам, не за случувањата. Јас не можам не можам да разберам. Значи јас можам да кажам, јас неколку пати кажав, јас сум селектор на репрезентација и моја работа е да постигнувам резултати со македонската фудбалска репрезентација. И сега оние кои нели ве ангажирале за да ги постигнете тие резултати, а вие сте им ги испорачале, истото не го ценат, тогаш проблемот е кај нив. Не отидовте на никоја средба, имавте Не. средба во меѓувреме? Не. Но ќе бидете селектор. Да, јас сум по договор се уште селектор до 31.7. оваа година, значи уште 2 месеци. Уште 2 и 2 пол месеци. Да. Да. Тоа го добив како награда за пласман на европско првенство. Мислите дека Договорот може 6 да се месеци. случи чудо после тој? Јас сум сконцентриран само на она што се случува во репрезентацијата и од првиот до последен ден ќе го одработам максимално професионално тој договор. Ви остана на лидерот Ангеловски сите пријатели кои што пред тоа ви беа пријатели додека Сега. сте 5 години, Сега. 5, Не 6 само колку веќе? Тие пријатели, него и бројот на пријатели се зголеми и бројот на поддржувачи. Игор Ангеловски на почетокот беше малце и со скепса прифатен, со огромни критики и мислам дека тоа нека не ме чуди, ние сите ме ги чуди, прифаќаме но јас со критики. Сум среќен што оние највеќе што ме критикува најдоа за доблеси да се извинат и на крајот Се извинија? да пофалат дека навистина она што сте го сработиле е за секоја пофалба. Меѓутоа дали тоа го гледа од светските, кога јас стално го кажувам, еден Јоаким Лев пред надпреварот, човек кој 15 години е селектор, ќе ви одаде почит дека она што сте го работиле, зборам пред надпревар, пред да ги победите. Пред надпреварот ви рече, што ви На рече? неговата пресконференција кажа дека Македонија е репрезентација која е одлично водена и која 5 години одлично колегата Ангеловски одлично има завршено својата работа. Така да тоа се зборови кои нели пријат и дојде победата после тоа. После што Да, ви рече? после тоа само честиташе и Да. ги потврди неговите зборови. Да. Така да тоа се комплименти, еден Швајштангер, нели репрезентативец на Германија, кој ќе каже дека Македонија била подобра, дека тактички сме се спротивставиле, дека Како во беше она, секогаш Германија две репрезентации играат, а секогаш Германија секогаш на крајот Германија победува, ама додека не играше со Македонија. Сега малце да не се Така е, да не претираме во Да не своите претираме. собствени фалби, ама се случи што се случи, тоа е тоа. Сега, бе. Резултатот е таков. така и сега Еден, тие два. моменти ги чекавме долго време, па и ние да се Па и ние да се порадуваме Да се малку. порадуваме. Така е. Дали лидерот, ова го прашувам за сите лидери воопшто, дали лидерот Ангеловски се виде некаде во овие години или кога ви се случуваат, да речем, убави работи на селекторската позиција, па можеби во овие месеци најмногу, некаде да летне во облаци, па да ви треба да пример сопругата, па да ви рече, Игор, полека. Тоа е тоа, нели? Ти си тој истиот, немој да. Па најмногу од се што се трудам е да останам истиот и мислам дека Успевате? успеам во тоа, но за тоа треба да кажат и другите, но еве, со тие што сум обкружен, нормално дека еве има моменти и на слава, има моменти и на Точно. нели кога сакаме да се пофалиме сега, па нели да нели уживаме во тој момент, но јас сум првиот што нели апелирам и на таа еуфорија да спласне и кажав веднаш по надпреварот дека да, сега нашиот народ се радува, дека нашиот народ е во еуфорија, но тоа не ни треба во сооблекувалната и во репрезентацијата. Затоа што уште ништо не сме направиле. Така е. Пред нас е европското првенство, за кое треба навистина добро да се подготвиме и да се стремиме да направиме навистина еден резултат кој ќе биде за почит. Мислите дека направивте паметен потек што за мечот со Германија го суспендиравте Несторовски? Па тоа беше неминовно за еден таков испад. Јас морав да преземам, Реагирате? да реагирам затоа што навистина и мене не ми се допадна и само ми е драго што фудбалерот свати дека Свати? Да, дека постапил сгрешил. погрешно и јавно се извини и рече дека ќе ја прифати секоја моја одлука.
така да он е репрезентативец и не сме така да изреагира без разлика што навистина можеби имаше и болни причини за тоа, но не го оправдав таквото однесување, затоа го ослободив од надпреварот со Германија, но не сакам ни да го заборавам и неговиот допринос како фудбалер изминатите 5 години, затоа што Илија е еден од фудбалерите кои 5 години е член на оваа репрезентација, има голем допринос за резултатите на истите. Да. Ја споминавте својата Билјана, заедно 195-та. Тања, немој Билјана. Извинете, јас се извинувам, многу се извинувам, добро, Тања. Заедно 195-та, кога не сте селектор, сте сопруг на Тања, повторно извинување, извинете уште еднаш, да, и татко на 3 деца, Лука, Луна и Леа. Може ли лидерот да биде лидер и по дома? Е прашањето за сите лидери во ова студио на Радио Лидер. Искрено, кога сте во семејство и кога имате 3 деца, тогаш врските не ви дозволуваат и се знае кој е лидер, тоа се Лука, Луна и Леа и нивните желби, барања на кои ние мораме да одговориме, а ние сме двајца, така да Сигураш има один на трет кој што не ли бе победил. Тие двајца ретко кога јас сум присутен дома, најчесто е сопругата, затоа што моите врски навистина се добро. Чести отсуства од дома и така да целиот терет е на Тања. Но да, кога сум дома се трудам секој можен момент да го поминам со нив и уживам во секој момент со нив и се надевам дека на Лука најмногу се попушта затоа што тој е едниот фудбалер или не? Не се попушта на никого. Не, мислев овие со гимнастика дека не се шегувам само. Кај нас има сите рамноправен третман, значи нема тука попуштање. Добар е Лука, вие како вака селектор? Мене ми е најважно што Лука е заљубен во фудбалот и сака да тренира и он ми вика тато носиме на тренинг. Мојата врска е да го спремам, да го однесам на тренинг, таму има тренер, си има што е задолжен и да го слуша тренерот и да си го одработи тренингот како што треба. Нормално дека тато е тука за нешто што треба да искоригираме индивидуално нешто ако треба да се посоветуваме, но јас стално го ставам тренерот негов на прво место и дека треба да ги следи неговите упатства. За мене како родител сум среќен што сака спорт, што сака да спортува, покрај Лука и Луна и Леа одат на гимнастика, сите тројца што Лука не го убедувавте за фудбал, самиот. Не, нити Лука, нити Луна и Леа ги убедуваме и немам намера нити ја ни сопругата да ги убедуваме. Тоа е нивни избор и ние во изборот ќе ги поддржиме. Нормално со совети можеме да влијаеме, нели, доколку некој избор мислиме дека не е складен за нив, но сепак они си одлучуваат за спорт и јас сум среќен што се определија за спорт, затоа што спортот ни носи убавини уште од најмала возраст, децата да се занимаваат со спорт и да пробаме да ги тргнеме од сите оние пороци кои денес за жал ги имаме. Фудбалот е вашиот детски сон, тука беше вашиот татко да ве натера да одите нели и да го гледате прво него, така па потоа и самиот да почнете да играте фудбал. Ама од каде вашиот идол беше Дражан Петрович? Искрено, јас ги играв за школа сите можни спортови. Добро. Значи, тоа бевте во кошарка? Да, освен во фудбалот, играв и кошарка, играв и ракомет, и пинг-понг, и навистина спортот, спортот го зборам во ние школски надпреварување. И во тоа време не само што ги играв, него и ги пратев сите спортови. И навистина бев воодушевен од Дражен затоа што човекот беше роден лидер кога сме лидерство. Да, не само лидер и во таков спорт знаеше и сам да победи противнички ги памтам на како нели оние магла што се вели на Реал Мадрид им даде 60 коша играјќи за Цибона. Замислете 60 коша на тренинг да оставите некого, па нема да може не на официјален напревар да постигне 60 коша. Така да спортот го сакам, фудбалот ми е на прво место, а симпатиите спрема Дражен, он си ги заслужи, да. Така е, да. Но зошто татко ви не ви даде да станете воен пилот? Што, тоа беше детски сон или беше навистина сон кога бевте така некаде? Не, тоа беше навистина желба. Желба беше. После завршувањето на основното училиште имаше школа за воени пилоти во Рајловац во Сараево, тогаш ние бевме уште дел на Југославија.
и таа школа за воени пилоти беше во Рајловац и јас веќе набавив тоа Што треба се, да. што треба да се пополни формулари, А вие без никој да знае, така? Да, каде да се јавиме и веќе бев спремен и да заминам. Добро. Меѓутоа требаше согласност од родителот дека немате 18 години и треба да ви потпише. Така е. И татко ми рече, вика, слушај, вика, Игор, сега си мал, вика, за такво нешто, јас вакво нешто нема да ти потпишам. Еве, заврши средна школа, па после, вика, може би ќе, ако се уште ти постои, вика, таа желба, Добро. тогаш, вика, нема да ти треба моја согласност, ќе можеш, вика, сам, вика, да одиш, но јас, вика, во овој момент нема да ти ја потпишам и не ми ја потпише согласноста. И нешто имаш убедување тука, не? Па имаш убедување, да, јас викам желба ми е, сакам, не, вика, не, во моментот не е тоа, не е паметно. Не е паметно, вика, такво нешто, вика, да одиш, тоа е ризична професија, без разлика што ете ја имаш желбата, но ајде да оставиме после средна школа. И јас продолжив и тогаш тренирав, продолжив фудбал и ете. И готово, тргна веќе. Фудбалот веќе е до ден денеска мојот живот. Да. А зашто баш воен пилот или не знам, се створи заради тоа, заради таткови, а ова пилот? Не ради таткови, некако воен пилот тогаш, знаете, во тие години 8 деление, мислам дека и Топ Ган излезе филмот. Да, вие заради Том Круз. Да, доста популарен и ми се допаѓаше таа професија, едноставно сам си во авионот, сам одлучуваш за се. Па повторно да, лидерство и некако навистина ми беше симпатична таа професија. Каде ќе бевте сега да бевте воен пилот? Па не знам, сигурно. Сигурно немавте да бидете на оваа позиција и во ова студио, така, некаде на друго место ќе се склопеа коцките. Кој да знае, тоа не можеме никогаш да го знае. Да. И сега додека ви се заблагодарувам, имаме уште некоја минутка, ама додека си правиме муабет, ќе ви биде ли проблем да ни се потпишете? Ова е на еден од колегите албум. Никаков проблем. Со задоволство. Еве вака. Вака, ќе можете да ми одговарате додека се потпишувате, нели? Да. Никола и вашиот потпис. Тоа е прво, а во меѓувреме кажете ми сега дали постои некој совет во однос на ова лидерство или селекторска позиција или не знам, кој што сте го применувале, да речеме, од почеток до сега. Постои ли нешто такво? Единствено нешто на што внимавав е... Бојан вели каде сакате, потпишете се, можеби на таа предната страна. Се трудев само да со моите постапки не повредам некого, затоа што нели кога работите во тимот треба да биде стално мотивиран за да стигне до целта. А тимот го беше највозбудена. Бараш од татко иде го донесе албумот денеска. Тимот е тој што ги носи резултатите, а поединците се составен дел од... И вие сакаше да ги залепите сликички. Нема проблем. Да. Сето тоа за доброто на сите колеги овде. Така е, да. Добро. И навистина внимавам на тоа. И навистина сакам секој член на тимот да се чувствува вреден во носењето на одлуките, да се чувствува дека допринел за резултати, така да тоа се работите кои еден лидер, нели? Зборам од моја гледна точка. Не треба да се остане многу суетен, така? Тоа сакате да ми кажете? Не, јас тоа го надминав и тоа фудбалерите го знаат. На првиот мој состанок со нив кажав јас мојата суета ја оставив надвор, но треба истото и вие да го направите ако сакате да функционираме. И за среќа тоа и се случи, така да без разлика кој какво презиме има, во која екипа игра, едноставно е еден меѓу равноправните. Кога сме кај презимињата, ќе бидете искрен да кажете колку има тука сугестии на овој од позната фамилија, овој мора да игра, оној мора да игра. Имате ли се, соочувате ли со такви нешта? Сега може да се смеете колку сакате моје да прашам, а вие да ми кажете. Вака луѓето зборуваат, знаете, ние сме 2 милиони селектори, секој си знае. Точно, секој си знае и секој има причина да го каже тоа. Да. Но дека на секој селектор му се јавувале и му нуделе пари, му нуделе, не знам, може би возила, може би станови, може не знам. Ништо таква непристојна понуда. Добро. Меѓутоа може би добро го знаат и мојот карактер, а најдобро оние што работат со мене. Не знаат добро дека Игор Ангеловски ги носи одлуките онака како што мисли дека е
најдобро за репрезентацијата и онака како што мисли дека ќе го добие следниот противник и никако поинаку. Добро. И воопшто не ме интересира никој какво презиме има, ни дали игра дали вамо или таму, дали има познат татко или тој дали има тој има пари. Тоа се работи што за мене се воопшто не битни и не важни. Важно е тој да знае да игра фудбал. Секако и да биде, имаше една изрека хрватска, Томислав Ивич ја користеше. Добро. Тој е еден тренер кој навистина го почитувам. И викаше, они имаат за селектор го користат зборот изборник. Изборник, да. И вика, сите викаат изборник треба да биде оној што ќе ги избере најдобрите. Добро, овде се подпишувате Вика, за Матеј, а на другото јас ќе ви кажам за само Марко. нешто друго, изборник треба да ги биде да биде оној што ќе ги избере оние што најдобро ќе функционираат како тим. Супер. Вие подпишувате се, имам уште неколку од колегиве кои што знаат повеќе од мене фудбал. Кој ќе усвои Лига на шампиони? Селектора Реал, ПСЖ, Челси или Сити? Па тоа е сега тешко прашање, пак е во доменот на прогноза. Добро. Искрено би посакал да биде тоа Реал Мадрид. Реал Мадрид, добро. Да, но сите 4 тима мислам дека имаат подеднакви шанси Супер. за да бидат шампиони. Зошто Реал Мадрид? Зошто мислите Реал? Затоа што Лука Модрич игра таму и Лука Модрич и лично се познаваме и навистина е фудбалерот кој нели од овие простори и кој навистина сум така воодушевен од неговата кариера. Да. И ете, ради него сакам да Реал Мадрид биде повторно шампион. Кој е фаворит за европско? За европско стално оние фаворити се Тие што ги знаеме сите. Франција, Така, Германија, Шпанија. Бидејќи ние победивме Германија сега, ние сме фаворити. Па зашто да не, така Да, беше тоа. Како кога играа жените, кога игравме Да, жените така тоа. ракоме, така и Данска ја победивме, а Готово. тие претходно европски. Да, значи имаше ние еден европски навивач, сме го мислам, победиле, па така на е што. Слога, Југомагнат беше, Добро. навивач и он Вардар кој беше во Југословенска лига ја победи Звезда. Звезда стана европски шампион, а значи- Слога го победи Вардар и вика Слога е европски шампион. Супер е математиката. Така ја да, викам, таа математика. Сега внимавајте само што ќе кажете на следното. Многу ми значи. Меси или Роналдо? Меси. Добро. Што сакате после зборувате сега е добро. Супер, зошто Меси а не Роналдо? Па Меси заради фудбалскиот дел, меѓутоа и човечкиот дел. Тоа сакам да знам. Затоа што мислам дека е така е. добар пример за еден фудбалер. добар човек. За добар човек. Ароганцијата На Роналдо? секоја чест за неговите фудбалски квалитети, но мислам дека кога бирате комплетно, Тоа сакав да Ја би се знам, нели? одлучил за И Меси. тоа го мислам, дека кога ти е некој идол, треба ти е идол заради сите комплетно негови. Сега. Така, не можеш ти да го видиш само како игра фудбал, ама надвор од тоа, он е за нигде како човек. сега. Исто како за Манеке кажам дека се воодушевив за неговите постапки, нели? Сега можеби, нели за тоа дека помага во неговата земја, Точно. дека нема iPhone, не знам, најнов модел, туку има телефон искршен целиот. Тоа е, видите кога помагате, вие не помагате за да тоа биде објавено. Точно. Тоа ма не го прави од Заради срце. тоа што така. И јас знам многу, еве, и ќе го спомнам и Горан, само колку има помогнато на луѓе, тоа не го направил заради тоа да биде објавено или Затоа да што биде не било објавено. Затоа што Така е, затоа сакал што така да помогне. Така е. Состојбата со Адеми, кој се повреди пред скоро, кога се очекува да се врати во репрезентацијата? Вчера играше, така да Адеми е добар. Добро е. Нешто ми рекоа дека со глужда од Не, нешто. имаше најави дека Аха. се работи за посериозна повреда, но вчера одигра 80 минути, така да Супер, веќе ми одговоривте на ова последново прашање од колегите. Најдобар македонски фудбалер на сите времења е Горан Пандев. да, за Така е, мене. да, за вас. Секако и за крај. Секогаш го завршувам секој издание на Лидер на неделата со она дека совршен лидер, вика, е оној лидер кој што создава лидери по патот, по својот пат. Дали Игор Ангеловски создава некој кој што можеби ќе ве наследи потоа и ќе биде селектор за пример како што сте вие досега? Па мислам дека сигурен сум од овие фудбалери, еден ден некој ќе биде селектор и ќе биде доста успешен. Но мојата работа не е да создадам, да го начинот на кој сум работел, Така е, да, можеби да го некој, бидејќи јас тргнувам од себе,
и велам за себе дека нели од некого учите како треба, од него учите и како не треба. И јас она што мислам дека како треба, што од моето сум го стекнал како искуство го применувам, а она што сум го стекнал како не треба, го правам обратно како треба. И еден ден сигурно еден од овие фудбалери, можеби дел од она што јас сум го применил во репрезентацијата, кој ќе дојде на позицијата селектор, ќе го примени и мене ќе ми биде. Да, па не сум размислувала за тоа како Кирил Лазаров, може Горан Пандев сега, или? Зависно од своите. Некогаш сте зборувале со него, има тој некој. Не, со Горан не сме разговарале за таа тема. Мислам дека тренерскиот повик како он што ми кажал дека му е повеќе сега. Не се гледа во тој тренерски повик, повеќе како нели да остане нормално во фудбал, но на друга позиција. Мислам дека од овие сега што се Иван Тричковски и Илија Несторовски има добри предиспозиции да бидат селектори во догледно време. Супер, добро. Ви благодарам. Другите се помлади, така ќе треба да почекат. Да останат. Да. Добро, господин Ангеловски, уште еднаш поздрав до Тања, извинување за она Билјана, не беше намерно никако. Да, и посакувам на европско да сгазиме, може така? Јас посакувам фудбалерите да ми се здрави, да немам проблеми од тој аспект, а кога се они здрави, тогаш сигурно ќе ги згазиме. И оваа желбава да ви се оствари, сега ви се оствараа желбиве полика. Па се надевам дека и таа ќе се оствари. Да. Ви благодарам вам, благодарам и на нашите гледачи и слушатели. Се гледаме следниот петок со нов лидер на неделата. Лидер FM 107,4 Лидер.мк